Еве сега ќе за овие исто така 6 месеци учествувавме, бевме на 3 фестивали во странство. Прво во Турција, во Анталија, со представите Каминот и таа. Потоа бевме на фестивалот Моста International Денија, Валенсија, Шпанија, со представата Каминот, за која и добивме специјална награда. И пред 10 дена учествувавме на Колјада Плейс во Екатеринбург, во Русија, кој е еден од најголемите фестивали и во Русија, и можем да кажем дека нашиот театар и со представата Мурли Морло од самиот автор Николај Колјада во режија на Батова, исто така имавме на тркалезната маса одлични критики и публиката во Русија ни даде едно големо признание. Јас би сакал накратко да го споделам моето искуство од Екатеринбург, Русија, каде што гостувавме на фестивалот Колјада Плейс, кој го организира театарот на Николај Колјада, по чиј текст и ја работевме представата Мурлин Мурло. Тоа за нас беше едно огромно искуство, каде што видовме како еден голем европски фестивал, всушност, како што ни кажа, еден од трите најзначајни во Русија. Тоа беше големо искуство од повеќе аспекти. Најпрво видовме како всушност, што значи всушност да се организира еден таков европски фестивал, со сите тие пропратни елементи, логистика, значи дружење, после представите и така натаму. За жал не успеавме целиот фестивал да го следиме целиот фестивал. Изгледавме неколку представи, од кои можем да кажем дека беа врвни и дека на некој начин видовме што всушност прават луѓето од тој дел на светот. Но јас не мислам дека е толку некој експериментален театар тоа што јас го направив како режија заедно со актерите, се разбира Ангелина Тренчева, Ангелова, Оливера Ризанова и Игор Тодоров. Тоа е камерна представа, нели? Но може би повеќе таков театар кај нас не е толку застапен на сцената, не само во Струмица, туку и воопшто во државата, и затоа публиката нема некоја голема развиена перцепција за тој тип на театар, затоа што тоа е еден театар кој што е од измешани жанрови, една еклектика од жанрови, каде што пред се комичните жанрови се застапени, значи фарсата, гротеската, пародијата, сатирата, политичката сатира, комични делови и така натаму. Мислам дека добро се представивме пред публиката, но допрва таа представа треба да ги доживува своите успеси, своите гостувања на одредени фестивали, за да добие соодветна оценка и од театарската стручна публика.